Добар ден, јас сум Фирус Мемет, представник на Екотекст Груп, регистриран колективен постапувач за текстил. Согласно со Законот за проширена одговорност и посебните текови на отпад, во 2013 година, 2020 година добивме лиценца меѓу прва ствари компанија. Законот е во сила од јануари 24 година. Тоа значи дека од 2024 година до сега Екотекст Груп има случено 13 договори со општини кои се покажа како општествено одговорни, меѓу кои еве и општина Куманово. Ја поздравувам нивната иницијативата и нивното барање за склучување на ваков договор. На нивно барање се поставуваат 15 контейнери, 10 ќе бидат на македонски јазик, а 10 ќе бидат со двојазичен јазик за да се информираат и граѓаните од другата етничка заедница. Законот за проширена одговорност и посебните текови на отпад предвидува третман на текстилот, исклучиво на текстилни производи. Тоа значи чаршави, завеси, килими, не само гардероба, све опфаќа овој закон. Целта е што помалку одлагање во депониите и да се преработува. Ние имаме договор со регистрирани компании за транспорт, регистрирани компании за третман, регистрирани компании за преработка. Исклучиво со лиценцирани компании кои овој текстил има следливост од градинката кај што сме до кај што ќе заврши. Тоа значи материјалите кои ги собираме првично одат на примерна селекција, се двои еднобоен со повеќе боен, потоа оди полиестер, памук и ред да не набројувам, и потоа се рециклира по можност да се рециклира, значи 90% од современите материјали се рециклираат, остатокот тоа што е неквалитетен, мешан и има други примеси, тој се употребува како енергенс за затоплување. Колку собирате на годишно ниво со овие 13 општини? Ланската година, само за ваша информација, имаме 400 тони собран текстилен отпад. Значи, годишниот извештај ни е доставен, одобрен од страна на Министерството за животна средина. 400 тони се собрани, не е голема бројка, меѓутоа не е ни мала за почеток. Тоа не е само преку општините, ние имаме договор со сите компании кои имаат примарна производство на текстил, значи конфекции кои произведуваат, друштва кои тргуваат. Наши комитенти се меѓу другите, Вајкики, Зара, значи сите водечки компании во Македонија се наши клиенти и со нив имаме прекрасна соработка, така да на добар пат сме полека да фатиме ритм како и другите закони за постапување од отпад кои се веќе 15 години во сила. На ниво на Балкан, која земја собира најмногу, оние што не се членки на Европска унија? Па не би можел да ви кажам, таков податок може да добиете во Министерството за животна средина и prostorno планирање. Знам дека ние сме лиценцирана компанија, согласно законот за проширена одговорност имаше 3 компании кои се лиценцирани. Законот е јасен, општината не мора да склучи договор само со еден колективен, може и со повеќе. Директорот претходно кажа доколку се незадоволни, има право веднаш да го раскинат договорот и ние исто така задржуваме тоа право доколку ние не сме задоволни од односот, така да многу сме либерални во однос на работата. Имаат ли граѓаните Најдобар репер во оваа работа ни се дечињата. Верувајте, дечињата се правиот извор на да се реализира оваа работа, затоа што имаме поставено, како што ви реков, 13 општина е Куманово, 12 општини од кои 10 се веќе во градинки и школи. Дечињата одејќи дома кажуваат: "Мамо, тато, немојте веќе кесите со алишта да ги ставате заедно со комуналниот смет", и така да ефектот е добар. Значи, исклучиво дечињата се во оваа работа, мислам дека најголем ефект и мотив. Која општина преднот? За сега, како што имам информација, општина Рачиново стварно се за поздравување, добри се. Зрновци како мала општина, меѓутоа исто така. Штип, морам да кажам, прва општина која што потпишаме договор исто така. Неготино, имаме една колешка наша од секторот за животна средина, ултра активна, супер. Значи се зависи од работата на општинските служби. Така, дефинитивно. Заедничка се оваа работа не можеме сами, нити општината сами. Значи, ова е системски, сите помалку чинители во оваа работа да придонесеме да ја заштитиме животната средина колку може. Благодарам.